24 анализа, добро вечер и добре дојдовте. Убиство затоа што некој е жена или пак затоа што му е на некого жена, а тој е насилник. Тенка е линијата помеѓу фемицидот и жртвите на семејно насилство, меѓутоа и убиствата. Знаат ли во Македонија судиите и јавните обвинители да ја препознаат? Како може да се случи, каде затајува системот на повеќекратно пријавување на некоја жртва дека е малтретирана, да се стигне со фатален исход? Кој е проблемот во Македонија од 2023 година, откако е воведено и казната до животен затвор за фемицидот, досега една единствена пресуда фемицид, меѓутоа неправостилна беше, а осуденикот се самоуби во затвор. Овие прашања и овие дилеми се отвараат бидејќи темата станува се поактуелна. Точно пред еден месец во Штип имавме случај на убиство каде што насилникот беше осуден се уште неправосилно на доживотна пресуда затвор. Во моментот траат жалбите до апелација, бидејќи бара да му се намали казната. Меѓутоа, иако имаше и барања од дел од невладиниот сектор да биде квалификацијата фемицид, се судеше за убиство. Дали Македонија е подготвена да се справи со овие предизвици е мојата вечерашна главна теза. Јас сум Душица Мрѓа, а вечерва гости во 24 анализа Габриела Гајдова, судија во Апелативскиот суд Скопје. Добро вечер, добре дојдовте. Спасенка Андонова, јавен обвинител во Скопското јавно обвинителство. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер и од мене. Елена Димушевска, Национална мрежа за борба против насилство врз жените и семејното насилство. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер. Ви благодарам на сите три што сте тука присутни во студиото и онлайн треба да ја имаме Сабина Ѓапо, која што е проект менеджер за Западен Балкан, а доаѓа од Ајре центарот. Се надевам дека ве гледам, дека се слушаме добро. Ви благодарам што го одвоивте вашето време да бидете дел од оваа анализа. Фала. Имам многу дилеми, имам многу прашања и имам многу нејасноти од тоа што додека се подготвав за емисијата од дел и од познаниците, меѓутоа и од колегите добив прашање што е фемицид, колку е тоа семејно насилство, а колку е убиство, до тоа дали знаеме каде ни затајува системот и дали знаеме се тоа да го препознаеме во судска постапка. Како што кажав и во воведот, точно еден месец од последната присуда во Штип, каде што беше убиена жена, доживотен затвор даде судичкиот совет, неправосилна присуда се чека по жалба. Имаше дел од невладините кои што бараа да биде квалификацијата фемицид, беше убиство. Димушевска совест ке почнеме. Во однос на тоа, на тенката линија околу квалификацијата, меѓутоа и докажувањето на фемицидот. Ова не беше обично убиство, беше квалификувано како убиство во семејно насилство. Она што требаше јавниот обвинител уште во првиот момент да го направи, е да го квалификува како убиство на жена или девојка како последица на родово базирано насилство, затоа што тоа е дефиницијата за фемицид. Тоа го имаме во нашиот кривичен законник од последните измени во февруари 2023. Сега, можеби ние треба да си го поставиме прашањето за зошто овој судија решил да го суди во семејно насилство, а не да го суди убиството како убиство на жена или девојка во родово базирано насилство. Дали генерално постои неразбирање на терминот родово базирано насилство, па едноставно, пошто е да речеме за малку понов термин, за разлика од семејното се работи од 2000-та година навака, активно го работат институциите, граѓанските организации од многу порано. Па семејното насилство не е нешто што веќе сме го апсорбирале и го разбираме, а родово базираното најверојатно треба да ги запрашаме оние кои што, например, превземаат вакви чекори и носат вакви одлуки. Еве, јавниот обвинител во Штип, а и судијата, да ги прашаме зошто решиле да одат со семејно насилство, а не со ставот 2а, односно со убиство во родово базирано насилство. Овој случај е многу јасен, затоа што убиството е извршено од интимен партнер.
И согласно сите и дефиниции и објаснувања за фемицид да кога убиството е извршено од интимен партнер, по дефолт е фемицид. Тука веќе не навлегуваме ни дали има родово базиран мотив или нема родово базиран мотив. Убиството кога е извршено од интимен партнер е фемицид. Така да моја она што го оставам чисто за размислување, можеби на вас, на новинарите, како препорака, е да се обратите директно до судијата и јавниот обвинител и да ги прашате зошто тоа така го направила. Ве прашав бидејќи имаше реакција од невладиниот сектор, а интересно е што и во пресудата е споменат фемицидот како дел од настаните во однос на настанот што се случил. Па најчесто тоа е збунувачкото прашање. Дали е кој е клучниот проблем? Недостигот на знаење, недостигот на докази. Сега зборувам општо. Недостигот на докажување. Па сега да не звучам... Не зборувам за конкретно. Да речеме безобразно, ама дали можеби јавниот обвинител не ги прочитал новите измени на кривичниот законник кои што се веќе актуелни 2 години? Затоа што ако ги прочитал, ќе видел дека одма веднаш под став А, кој што зборува за убиство во семејно насилство, веднаш под ставот 2, кој што се однесува на убиство во семејно насилство, е став 2А, кој што вика дека кој што го дефинира фемицидот, односно убиство на жена или девојка. И на крајот на денот, ако не го разбрал добро, ако не го прочитал, не го разбрал добро, секогаш треба да поттикнуваме дека прашања може да се постават и подобро е некои работи да се дообјаснат и да станат јасни за да може да бидат правилно користени во иднина, него да само да го игнорираме нивното постоење. Една од главните причини зошто покрај другото, но една од главните причини зошто ние се боревме да влезе како посебен закон за да можеме да ги следиме. Анализите кои што јас ги работев на убиства на жени, офатнен период од 2008 до 2020. Прво, исклучително тешко да се стигне до податокот. Која жена е убиена, кој ја убил, како ја убил, тоа е една цела, како да речам, макотрпна работа за вие да дојдете до тие информации. Кога би било регулирано како што е сега регулирано, многу полесно ќе може да се добијат податоците. Колку од жените во Македонија, затоа што на аудитот моите анализи се дека повеќе од 70% од жените во Македонија се убиени како последица на семејно или родово базирано насилство, односно повеќе од 70% од жените во Македонија кои што се убиени е извршен фемицид. Сега ова би го следеле само многу полесно. Ситвика гајде, па пред да продолжи. Ако ми дозволите. Јас не би го коментирала конкретниот предмет, особено Ја прашувам општо така, особено што не знам што имало во списите на предметот. Меѓутоа генерално вака ќе кажа. Ниту семејното насилство, ниту родово базираното насилство е нова појава кај нас. Таа постои од секогаш. Меѓутоа инкриминацијата е нова. Ние држиме обуки во смисла да ги родово сензибилизираме сите правни професионалци, почнувајќи од полиција, јавни обвинители, судии, да бидат родово сензитивни при проценката на доказите, при проценката која правна квалификација ќе ја понудат и на крај при проценката на олеснителните и отежнителните околности за да може соодветно сторителот да биде санкциониран. Она што анализите кои што сме ги правеле, а ги правевме заедно со Ајре центарот и затоа издадовме прирачник за постапување во случаи при вршење на семејно и родово базирано насилство, анализите покажаа дека многу тешко може да се препознае кога станува збор за семејно, а кога за родово базирано насилство. Вие рековте на почетокот зошто судот не препознал дека се работи за фемицид, па не го осудил за фемицид. Јас ќе ви кажам дека и да препознал судот нема законска можност сам да изврши измена на правната квалификација, без оглед што се работи за кривично дело кое што исто по тежина. Значи, ние како судии сме врзани за обвинението кое што го нуди обвинителот, описот на обвинението, а тоа значи и елементи на кривично дело, и како резултат на тоа ние мораме да постапуваме во рамки на тоа обвинение. И тука не можеме да излегуваме надвор. Освен ако правната оцена значи нешто полесно во смисла на правна квалификација. Што е тоа што ги прави различни семејното од родово базираното насилство? Прво, сосема е погрешна перцепцијата дека секогаш кога е убиена жена,
по дефиниција се работи за родово базирано насилство. Не, тоа е објективниот елемент на тоа кривично дело. Битно е да е убиена жена. Меѓутоа, она што е побитно за да се препознае дека се работи за родово базирано насилство е субјективната компонента, односно умислата на сторителот. Таа потекнува од вкоренетите патриархални ставови кои што ги има сторителот во смисла на положбата на жената, дискриминаторскиот став кон жените воопшто, дека жената не треба да презема определени действија за кои што таа смета дека треба да ги презема, во смисла треба да му е подчината, треба да го слуша и така натаму. Ставот е секогаш дискриминаторски, се изразува неговата надмоќност кон жената и доаѓаат до израз стереотипите кои што тој ги има во однос на женскиот род воопшто. Сега, за да бидам појасна и да можам да бидам сватена, тоа би значило дека секоја жена на местото на таа жртва би била убиена затоа што е жена. Сторителот нема ништо против Гајдова, туку има дискриминаторски став кон женскиот род воопшто. Да не бидам груба и да кажам и до степен на омраза. И тоа е тоа што го разликува родово базираното насилство, дискриминацијата е на родови основи, за разлика од семеното насилство. Жртва на семено насилство можат да бидат и мажи, жени, деца и родители. И уште нешто би сакала да кажам дека мотивот за извршување на убиството во конкретниот случај може да биде паралелен со причините кои што се длабоко вкоренети. Родовата базираност постои, меѓутоа тригерот за да се изврши убиството може да биде нешто сосема друго. И тука треба обвинителите и полицијата секако под нивно раководство добро да си ја завршат работата во смисла да ги истражат тие мотиви, а тоа најчесто се овие кои што претходно ги кажав, и секогаш кога станува збор за убиство при вршење на родово базирано насилство, претходи насилство, кое што не мора да биде докажано со правосилна присуда. И тоа е преформалистички пристап од страна на истражителите. Нонова, зошто е толку специфична квалификацијата и како да докази? Апропо штипскиот случај што остана за дискусија, го имаме случајот во Кочани, кој што од прва до последно е школски пример како е од истрага до обвинение и присуда за родово базирано насилство, односно за фемицид. Колку е специфична формулацијата и колку е до препознавањето или непрепознавањето или евентуално на крајот доказите? Крајна линија и овие две дискусии само по себе покажуваат дека и подпишувањето и ратификацијата на Конвенцијата на Советот на Европа за превенција и борба против родово базираното насилство и семејното насилство значеше сериозен институционален предизвик за државата, особено во делот на промена на легислативата. За нас практичарите е многу битна таа промена на легислатива, затоа што всушност законските одредби се многу битни да постојат, затоа што реалните случаи треба да бидат преточени низ една законска одредба. Измените во таа насока со посебно дефинирање на семејното насилство, со посебно дефинирање на родовото базирано насилство и во крајна линија исчекорот кој што го направи државата во делот на воведувањето на посебниот квалифициран облик на убиство на жена и на девојчиња под 18 години, се сметаше дека ќе биде една сериозна, да речем, алатка на практичарите во делот на препознавање и правно преточување на оваа новина во одредбите. Меѓутоа, секоја една промена во законските одредби не значи веднаш и нејзино практично лесно имплементирање во тој дел. Иако да, споменато беше дека сме веќе во фаза на 2-годишна примена на овие нови одредби, не можеме многу да се пофалиме со некакви сериозни искуства, освен случајот кој што го посочивте во Кочани, како еден позитивен пример на постапување во делот на јавното обвинителство и судот. Меѓутоа, морам да напоменам дека многу е битно во оваа ситуација да се тргне од сам почеток. Фемицидот, како една специфична, најбрутална форма манифестација на насилство врз жената е нешто што доаѓа накрај. Нешто што е видлив резултат на можеби најчесто претходни воспоставени насилнички однесувања од било кој облик. И кога имате пријава за убиство на жена, истрагата треба да биде многу внимателна, многу сериозна и многу сложена и оди всушност нанасат.
до изворот на проблемот кој што го предизвикал и кој што се манифестирал во облик на фемицид, односно убиство на жена. Ова е сериозна задача за јавниот обвинител, бидејќи тој е клучната фигура кој што постапува во едни такви околности, да треба да ги координира постапувањата и на полициските службеници, на Центарот за социјални работи во делот на прибирање на докази кои што ќе му овозможат не само докажување на действијата кои што се превземени, начинот на кој што се превземени, времето, местото, туку пред се на основните причини кои што довеле до преземање на овие действија. Да, родово базираното насилство е дефинирано во законот, меѓутоа многу е битно да се свати концептот, суштината на родово базираната мотивација. Тоа е предизвик за јавните обвинители, бидејќи не секое убиство на жена, како што спомена и колешката, значи автоматски и фемицид. За да истражите и да ја примените правната квалификација на фемицид, потребно е да оперирате, да обезбедите многу докази. Многу докази кои што ќе ви помогнат токму во дефинирањето на основните пориви, на основните причини и мотивацијата која што постоела кај сторителот, неговите сексистички, мизогени сваќања, неговото однесување кон припадниците на женскиот род. Тоа значи дека треба да се истражуваат сите податоци, сите релевантни информации кои што ќе ни ја создадат реалната слика. Од поплаки, пријави од страна на жртвата, па може би и поведени постапки, оформени предмети, поведени постапки кои што многу често завршуваат со неизино повлекување, меѓутоа и сепак и тоа е еден податок кој што е многу битен. Па дури и правосилни пресуди во делот на било кој од облиците на родово базирано насилство. Многу е битно да се истражува однесувањето на жртвата. Какво било незиното однесување до моментот на случување на действието, какво било однесувањето на сторителот. Тие циклични различни движења во поглед на неговите сваќања, манифестации на однесување, однос кон жртвата, изјави на блиски лица, пријатели, колеги, соседи, се тоа докази кои што ќе помогнат во градењето на случајот кој што би можел да носи правна квалификација на фемицид. Меѓутоа, еден од битните аспекти што сега се наметнува, имајќи го во предвид фактот дека сепак и судот работи на докази кои што треба да имаат соодветен квалитет, соодветен стандард на докажување, и тоа е навистина предизвик за јавниот обвинител, да го докажете постоењето на тој родово базиран мотив при извршување на делото. Во тој контекст, од значење по собирањето на сите овие докази, да се направи една сериозна психолошка експертиза на сторителот, не само во поглед на начинот на неговото делување во моментот кога го сторува делото, во делот на неговата пресметливост, туку да се навлезе длабински во неговиот лик, во неговиот карактер, во неговите сваќања со цел да се подкрепи, да се докаже неговата мотивација во тој дел. Само тогаш можеме со еден таков контингент на докази да можеме да зборуваме за една правилна правна квалификација која што ќе биде базирана на квалитетни докази, која што ќе биде образложена од страна на обвинителот во текот на судската постапка, и судската одлука тогаш би била една краен ефект, краен резултат на целиот тој труд на сите заедно. Ве молам, Димишовска Кусо и Гајдова Кусо, бидејќи сакам и ги ја подавклучиме. Да. Накратко, само сакам да дополнам нешто. Меѓународните стандарди и препораките, да речеме, на UN Oman во документот што го имаат објавено за како да се следат фемицидите во една држава, формирање на фемицид уоч или обсерваторија за фемициди, како сакате кажете, викаат дека кога сторителот на убиството и како да се процени овој родово базиран мотив кој што е апсолутно неопходен, но викаат дека кога убиството го врши интимен партнер, актуелен или претходен, тогаш не ценима родово базиран мотив, тогаш по дефолт е фемицид. Но, кога убиството ќе го изврши член на семејството, поблиското или поширокото, колега од работа, познаник или непознат сторител, тогаш го ценима родово базираниот мотив со сето ова што вие досега го објаснивте, за да докажаме дека било родово засновано убиство, односно убиството било извршено. Но, ќе повторам уште еднаш, кога убиството го врши интимен партнер, актуелен или поранешен, не се цени родово базираниот мотив.
тоа е нешто кое што веќе го имаат Автоматизам, прифатено во многу земји. Јас комплетно се сложувам со двете соговорнички и тие се принципите, тоа е начинот на постапување. Меѓутоа сега јас да ве прашам, што ако предметот го работи обвинител или предметот дојде кај судија кој што е многу оптеретен со родови стереотипи? Истражувањата кои што ги правевме со Ајре центарот опфатија период од 2018 до 2022 година. Тие се однесуваа на предмети убиства извршени при вршење на семено насилство, затоа што се уште не беше воведена оваа инкриминација. Истражувањата беа наназад, тогаш и не постоеше фемицидот како посебна инкриминација кај нас. Меѓутоа, овие истражувања покажа податоци, само да не ми замерат колегите, сега не мислам на сите обвинители, на сите суди и така натаму, меѓутоа, ова се факти покажа дека имаме многу јавни обвинители и суди кои што се оптеретени со тие патриархални ставови. Не зборувам само за нашата држава, затоа што овие истражувања беа на и во соседните балкански држави. Значи имаше пресуди во кои што самиот судија имаше изразено став дека ја убил жената затоа што, мислам, обвинетиот ја убил жената затоа што бил испровоциран од нејзиното однесување како резултат на тоа што испила малку повеќе алкохол. И тоа е по мене недозволиво за еден судија професионалец тоа да го внесе како леснителна околност. Дури се одеше до таму што и квалификацијата беше сменета во убиство на миг. Иако во конкретниот предмет, од моментот на наводната провокација до моментот на убиство, имало 45 километри возење заедно, што би значило во превод 45 минути. Значи, апсолутно не одговара ни на правната теорија, за да може да се квалифицира како убиство на миг. Она што е многу битно е да се, пак ќе кажам, родово сензибилизираат сите чинители, сите правни професионалци, за да може да се препознае, соодветно приберат овие докази, соодветно да се понудат на судот и на крај сторителот соодветно да биде санкциониран. Ние работиме на тоа и со големо жалење можам да кажам дека еве во текот на минатата недела имавме обука во Академијата за суди и јавни обвинители. Еден од колегите кога го изложив овој пример, коментарот му беше арно и направил. Сакам тука да вклучиме господја Ѓапо, програмска координаторка за Западен Балкан, Ајре центар. Каква е сликата пошироко во однос на сите овие дилеми и проблеми што ние ги имаме во Македонија? Каква е сликата во Западниот Балкан во однос на квалификацијата, препознавањето, што прават судовите, како да се подобрат, како да ги подобрат судовите и обвинителствата своите одговори на родово базирано насилство? Истраживање кое ЕР центар урадио дефинитивно nije покривало само Републику Северну Македонiju, nego je istraživalo i sudsku praksu širom Zapadnog Balkana. I nažalost, zaključak jeste da niti jedna od 6 država Zapadnog Balkana se ne može pohvaliti da ima mnogo bolji odgovor ili da ima mnogo senzibiliziranije pravosuđe kada razgovaramo o rodno zasnovanom nasilju ili femicidu. Analize koje smo uradili kako za Bosnu i Hercegovinu, tako za Sjevernu Makedoniju, Kosovo i druge jurisdikcije pokazuju da se neki obrasci ponašanja kako sudija, tužilaca, ali generalno celokupnog pravosudnog lanca kao da su kopirani iz države u državu. Prvenstveno radi se o tome da iako svih 6 jurisdikcija imaju kvalitetan, ajmo reći, zakonski okvir koji sudijama i tužiocima dopušta da dijela rodno zasnovanog nasilja i femicida kvalitetno procesuiraju, vrlo često smo primijetili kroz pravosnažne sudske presude, nažalost, da se ti zakoni ne primjenjuju adekvatno. Ono što je najviše zabrinjavajuće jeste prvenstveno činjenica kako se ova djela kvalifikuju. Mislim da su i kolegice već ranije govorile o tome, gdje se ne koriste odredbe koje bi u posljedici imale
odvraćajuću ulogu, nego se koriste kvalifikacije nižeg stepena kao što su obično ubistvo ili ovaj slučaj o kojem je govorila kolegica, ubistva na mah. Znači, zakonski okvir dopušta da se ovi slučajevi procesuiraju kao teška ubistva, međutim, tokom naše analize utvrdili smo da veliki broj slučajeva, nažalost, nije primjenjivao tu zakonsku odredbu. Samim tim ta početna kvalifikacija utječe i na izrečenu kaznu počiniocima, koje su vrlo često mnogo blaže nego što je to propisani zakonski okvir. Tako da se u prosjeku govorimo između 10 do 12 godina zatvorske kazne za slučajeve ubistva, to jest femicida. Jedna stvar gdje definitivno sve države Zapadnog Balkana su imale jako sličnu praksu, se odnosi na korištenje olakšavajućih i otežavajućih okolnosti prilikom obrazlaganja presuda. Tako da se, na primjer, imali smo slučajeve gdje se u oslobađajuće, odnosno olakšavajuće okolnosti veoma značajno tretirao priznanje ili osjećaj krivice koji je izrečen tek negdje u kasnijoj fazi sudskog postupka, a ne na samom početku. Imali smo slučajeve gdje, na primjer, femicid se dogodio u porodici pred vlastitom djecom, a da se kao olakšavajuća okolnost koristio termin porodični čovjek. Zatim, godine počinioca vrlo često su bile navedene kao olakšavajuća okolnost bez jasne naznake kako je starosna dob počinioca utjecala na izvršenje samog djela, tako da smo imali počinioce od 18 do 80 godina i opet je ista odredba bivala korištena. Ono što je također zabrinjavajuće jeste da u velikom broju presuda prethodno rodno zasnovano nasilje koje je bivalo prijavljeno apsolutno nije uzimano u obzir. Tako da se sam čin ubistva ili femicida tretirao kao jedan izolovani događaj, a ne kao kulminacija prethodnih dešavanja gdje je žena bila žrtva duži niz godina. Kao što rekoh, nažalost, vrlo je teško reći da je situacija u bilo kojoj od država bolja nego u jednoj ili drugoj. Ono što je ohrabrujuće jeste da nakon što je R-centar izdao svoje publikacije i nakon što smo odradili veliki niz obuka za tužioce i sudije, primjećujemo definitivno pomake u pravom smjeru, tako da, na primjer, evo, spominjali ste presudu iz Sjeverne Makedonije, imamo slučajeve u Crnoj Gori ili u Bosni i Hercegovini gdje su izdate kazne od duge zatvorske kazne u iznosu od 35 do 40 godina, što je vrlo blizu te neke maksimalne zatvorske kazne koja se može propisati u ovim slučajevima. Сите го споминавте моментот на претходно насилство и следење на тој некој терк, некоја таква патека. И јас овие два случаи што ги земав како компарација, за да можеме и публиско да објасниме и на гледачите, меѓутоа и да се разбере родовото базирано насилство, има таков пример. Меѓутоа, за ова што го кажавте, ќе зборуваме подетално по паузата за реклами.
колку се препознава фемицидот, односно родово базираното насилство и колку реално се одговара и колку институциите реално знаат и да го препознаат, меѓутоа и да истираат до крај работата, односно правдата за овие дела, е мојата вечерашна тема во 24 анализа. Сабина Ѓапо, Ајре Центар, Елена Димушевска, национална мрежа за борба против семејното насилство врз жената и семејното насилство, односно насилство со врз жената и семејното насилство, Спасенка Андонова, јавен обвинител, Габриела Гајдова, судија во Апелацијски суд Скопје. Сите го поменавте патот, односно што претходело додека се стигнало до тој фатален исход. И во овие два случаи, како што кажав и пред рекламите, имаме во штипскиот случај пријавувано насилство, а постапката против сега веќе неправосилно осудениот убиец запрена на 2 септември 2024 година. Убиството се случило на 1 ноември 2024 година. Во второто, Кочанскиот дел, кај што го кажавте како пример за пресуда за фемицид, пријавувано малтретирање, психичко уцени, изнуда, демнење и така натаму. И ставот бил дека не се направила, полицијата не направила проценка за ризик по животот на сега веќе жртвата. Димушевска, зошто не реагираат институциите? Не реагираат, само не реагираат соодветно. Инаку реагираат, ете и во едниот и во другиот случај. Постапиле, направиле нешто, но не направила доволно. Оно што ние го гледаме како многу голем проблем, и сега верувам дека ни судиката, ни јавната обвинителка нема да се согласат со мене, пошто они се дел од институциите, за да постапуваат им требаат докази, и апсолутно им требаат докази, но еве да речеме на Центарот на социјална работа не му требаат докази. Не би требало да му требаат докази за да изрече привремена мерка за заштита. А се бараат. Зошто? Заради тоа што привремената мерка за заштита, за да биде изречена, треба да се обезбедат докази дека се сторило некакво насилство. И сега имаме неколку случаи, само ќе дадам еден пример што во неколку наврати ни се повторува. Имаме изречена сторено насилство, изречена привремена мерка за заштита од насилство, забрана за комуникација и доближување, и при тоа паралелно, да речеме, привремена мерка за лекување. Сторителот или имал проблем со зависност, или имал некаква друга психичко расстройство. И он оди во болница и престојува таму, дали 6 месеци, дали 1 година. Привременава мерка, што во првиот момент е изречена, за забрана за доближување и комуникација, е во рок од 1 година, и во суштина таа трае додека сторителот е во установа каде што се лекува. И сега, и тука не постои опасност да се повтори, или помала е опасноста, и сега сторителов треба да излеза од болницата, му завршила мерката, и ние бараме од центарот, зашто сега веќе се зголемува ризикот да се повтори насилството. И бараме од Центарот за социјална работа да ја продолжи мерката и вика нема основа. Не е сторено ново насилство. И таа ситуација ни се јавува како проблем многу често. И тогаш ги прашувам, зошто во првиот момент ја изрекувате, ако знаете дека не може да продолжите после уште 1 година, ова е, како да речам, потрошена мерка која што не ја завршила својата работа. Привремените мерки треба да ја заштитат жртвата. И да спречат да се случи тоа што... година или после 6 месеци, кога навистина и треба заштитата, она не може да ја добие. Нема докази. Па тоа е во суштина проблемот. Дали ние само ќе се држиме до формата и формално ќе ги исполниме нашите обврски, или ќе се впуштиме малку подлабоко во проблемот како професионалци и ќе изанализираме дали во тој конкретен момент е подобро да биде изречена мерка за заштита од семејно насилство, или знаејќи дека тој ќе оди на лекување, ќе препуштиме да биде изречена таа мерка, па подоцна ќе размислуваме за оваа заштита. Јас се согласувам, можеби начелно, дека секој си ги извршува своите овластувања, функции, обврски од институциите кои што ги има. Меѓутоа, мислам дека пристапот е многу ригиден и преформалистички. Битно е ние нашето да го завршиме, а во суштина и во основа содржински дали ќе ги исполниме обврските, во смисла да се заштити жртвата, да се процени ризикот на кој што инсистира и Истанбулска конвенција и Европска конвенција за човекови права и принципите на Страсбург се такви, и жртвата да се заштити во тој момент, мислам дека тука сите паѓаме на тестот.
Така што на жртвата воопшто не е битно дали на крај тој ќе биде казнет, еве и да не заврши со фемицид, она што е најбитно е во моментот да биде заштитена и да се спречи потешката форма на насилство, апсолутно. Можеби како институции, она што евентуално не го почитуваат е основниот принцип на Истанбулската конвенција, принципот на должно внимание. Токму тоа што го објасни судиката сега. Не го посветуваат вниманието што е потребно да се посвети на секој еден предмет и да се гледа како индивидуален случај, со индивидуални карактеристики, околности и слично, и да не се понудат мерките за заштита кои што одговараат на конкретната ситуација и на жртвата, и на сторителот, нели? А се со цел да се обезбеди најсоодветната заштита. Значи, принципот на должно внимание апсолутно не се почитува. Ке се согласам и јас, тоа се обврски кои што се превземени од меѓународниот документ и институциите треба да одговорат со своите капацитети на тие превземени обврски. И сведоци сме дека не сите семејни насилства завршуваат со фемицид, меѓутоа реално голем процент на случаите на фемицид се последица токму на семејните насилства, односно разни облици на родово базирано насилство. За обвинител е навистина девастирачко кога во текот на една постапка која што е поведена од страна на жртвата по нејзина пријава за сторен било кој облик на родово базирано насилство, особено кога станува збор за кривичното дело телесна повреда од членот 130, кога ќе ги активирате сите можни капацитети нели за да го докажете делото од нејзина страна, бидејќи законот тоа и го дозволува, таа се повлекува. Свесни сме дека повлекувањето е резултат на многу од аномалиите кои што се веќе детектирани, токму од фактот дека нема каде да се врати, нема заштита, нема кој да застане зад неа, и враќањето нејзино и повлекувањето веќе значи извршување на таа постапка. Ние можеби тој податок подоцна да го користиме во некоја друга нели можна ситуација, идна ситуација, како податок, како информација дека била жртва на насилството, меѓутоа е само показател колку уште треба да се работи и на измените на законите и на одредбите во тој дел. Меѓутоа, многу е битно од самиот почеток на пријавата и Центар за социјални работи, првенствено полициските службеници, меѓутоа Центар за социјални работи, а во случај и во многу можности и невладините организации да се вклучат со обезбедување на соодветни мерки кои што ќе ја дадат една безбедност и една сигурност на жртвата. Кога таа ќе се почувствува сигурна, кога ќе се почувствува дека стои некој зад неа, тогаш веќе ќе биде истрани во текот на постапките. Меѓутоа, нажалост, статистичките показатели укажуваат на сосема друга дименсија. Но тоа не го спречува јавниот обвинител или полицијата визави меѓународните акти кои што ги спомнуваме цело време, да истражат сега подлабоко. Можеби сторителот на семејното насилство има пиштол, кој што легално го поседува. Па сега проценката на ризик да го употреби, мислам, е сериозно висока. И може да му се поведе постапка, тој да му биде одземен. Од друга страна, не е пречка да му се поведе прекршочна постапка за нарушување јавен ред и мир. Па еве некоја соодветна санкција да му се изрече, чисто да му се даде до знаење дека на неговиот чин на насилничко однесување државата не е рамнодушна. Едноставно гледа како на тежок криминалитет, еве да кажа. Многу често се случува во обвинителството да стигнат известувања базирани на информации кои што се добиени, било од жртвата, било од блиски лица на жртвата, дека сторителот може да поседува оружје. Тогаш на вистина и полицијата и обвинителството настапуваат во делот на проверка на тој податок, се издаваат наредби по наши барања за да се прави претрес со цел да се стигне до тоа оружје за да не биде во иднина истото употребено. Тоа до судот судечки не стигнува, меѓутоа дека се работи во тој дел, се работи и во таа насока. И имало ситуации да се пронаоѓа оружје и да се одзема и тоа да заврши понатаму во соодветна постапка. Меѓутоа тоа е еден мал сегмент во делот на превентивното делување на институциите, особено ако веќе е стигнат до некаков податок кој што најчесто жртвата го дава, затоа што веќе чувствува состојба на безбедност. Ние зборуваме сега за потребата за еден поширок институционален одговор во тој дел. За мене како обвинител е многу подобро кога ќе дојде една таква жртва како сведок, бидејќи таа го има својството како сведок во постапката, да биде сигурна дека ќе има каде да се врати, дека ќе биде безбедна и дека ќе биде заштитена и по завршувањето на постапката од
сторителот, сега зборуваме за вакви ситуации, не зборуваме со цел нели да се превенира фемицидот и ќе биде сигурна и ќе настапи сигурно како сведок во делот на презентирање на релевантни податоци кои што ќе бидат од корист за водење на постапката и донесување на соодветна судска одлука. Апсолутно. Меѓутоа, превенцијата е нешто на кое што мислам дека многу повеќе треба да се работи за да го намалиме бројот на ситуации на случајни фемициди. Ева, Димишевска на темава. Конкретно, читав и истражував многу подетално околу Кочанскиот случај, бидејќи нели е прв со таква присуда и со таква квалификација. Жртвата била демната, била малтретирана, била терор преживувала и кога конечно успеала да го пријави теророт, делото било квалификувано само како уцена, а според Кочанското обвинителство ниту еден од прибраните докази во предметот не упатуваше, цитирам, на физичка опасност за жртвата. И повторно се враќаме на оно што и претходно судиката го зборуваше, а тоа е родовите стереотипи кои што постојат и оно што јас го спомнав, а тоа е неразбирање, суштинско неразбирање. Ние се боравме толку долго да мнењето влезе во кривичен законник и они го имаат како можност, не го искористиле. Што ми имало толку многу пријавувања, центарот имал доста и начини и механизми како да ја помогне да ја обезбеди никаква заштита. Ни тоа не го направила. Суштинско е да се заштити жртвата од два аспекти. Значи, прво да биде заштитена, а второ да и се овозможи неоптеретена да одлучи дали ќе остане во таа брачна или вонбрачна заедница од една страна, од друга страна дали воопшто ќе учествува во постапката и колку активно ќе учествува во постапката. Тоа што го каже и обвинителката. Навистина е поразително. Вие гледате од списите на предметот дека таа е жртва на континуирано малтретирање, квалификувано е како телесна повреда при вршење на семено насилство, повлекува предлог и тука веќе и судот и обвинителите се немоќни. Меѓутоа, ако е сторителот отстранет од домот или ако таа е згрижена во шелтер центар или згрижувачки куќи, како и да се викаат по закон, тогаш веќе и се остава можност сама да си ја детерминира волјата како понатаму ќе тера. Ај Кусто, тука само може ли само ако за она идеја гонење по службена должност, па потоа за стереотипите. Тука би сакала да се натоврзам една од многу честите иницијативи кога се зборува за семејното насилство или родово базираното насилство е токму иницијативата да се изврши промена токму на оваа одредба со цел да гонењето по предлог, по диспозиција на жртвата да премине во службена должност. Има различни размислувања, значи дискусии во делот, затоа што некогаш па и многу од таквите пријави навистина завршуваат со повлекување на жртвата и со продолжување на нормално живење меѓу нив, односно отсуството на пријави понатамошни во поглед на одредени насилни однесувања во таа семена заедница или брачна заедница. Меѓутоа, пак другите статистички показатели укажуваат на тоа дека многу од жртвите свесно и намерно, дури и во судска постапка, го повлекуваат предлогот, оставени се во ситуација да немаат избор, значи мора да се вратат, да го повлечат предлогот и да се вратат повторно во насилничката средина. И тука веќе останувате навистина без било какво оружје или аргументација да настапувате понатаму во насока на заштита на низините интереси, зборувам од обвинителски аспект. Но тука малку повеќе треба да настапи Центарот за социјални работи. Во дадена ситуација помош, асистенција може да имаат и невладините, затоа што навистина тогаш најмногу на жртвата и е потребно обезбедување на една сигурна и безбедна средина. Дури и во ситуации кога ќе остане жртвата истрајна во гонењето и кога ќе заврши постапката правосилна со осуда на казна затвор, можеби да се случи и на сторителот, прашањето кај неа кој што останува постојано понатаму е што кога ќе излезе од затвор? Што мене ќе ми се случи подоцна? Значи, или условено отпусту меѓу време. Точно така. Тука треба да се гледа и да се гради можеби малце повеќе иницијативата, желбата да се смени нешто или да се направи тој проактивен однос на институциите за јакнување на капацитетите на органите, организациите кои што
токму во тој сегмент треба да излезат на површина. Гонење по службена должност? Тоа што го зборува, ќе се осврнам на тоа, само на краткова, што го зборува веќе јавната обвинителка, за да се случи, потребно е нашата држава, владата, да свати дека насилството е приоритет. Затоа што ова не може да се случи без да има финансирање. Целата таа заштита што ја зборуваме и поддршка, изгрижувачки центри, и советувалишта, сето тоа чини одредена сума на пари за нашата држава не толку голема, која што не можеме да си ја дозволиме, туку едноставно не е приоритет на нашата држава. Или да пренамениме од други средства? Апсолутно. И да има пристапни и достапни центри на секаде, затоа што можеби откочани жената, ако имала каде да биде згрижена привремено, каде што таа ќе се чувствува сигурна и безбедна, па ќе може да размисли, да направи план, па да има некој стручно лице кое што ќе помогне да направи план како да излезе, па паралелно со тоа тој ќе биде казнет, ќе му биде изречена привремена мерка за заштита, ако ништо друго. Во најмала рака тоа можело да биде направено и сето тоа ќе ја даде на неа таа сигурност која што низи е потребна, дека има кој да стои позади неа. Има кој да ја поддржи, затоа што ова се долги процеси, тешки процеси се. Пријавувањето на насилство не е само да дојдете во институцијата, нели, и да го пријавите. Тек тоа што следи понатаму е она што е многу тешко. Во однос на пријавувањето по службена должност, ние сме го разговарале на неколку пати во рамки на мрежата, и со организациите членки, а и со други организации со кои што работиме, а не се членки на мрежата. Донесовме одлука дека засега не би го барале, токму заради овие предизвици. Ако ние се ставиме во ситуација да решаваме дека пријавата ќе оди по службена должност, дали ние можеме да гарантираме нејзината безбедност? Дали ние можеме да гарантираме дека она од која ќе се врати дома по поднесена пријава, која што ќе се гони по службена должност, дали ние може да гарантираме дека она која ќе се врати дома нема да биде повторно нападната, повредена, убиена или што е. Дали можеме да го гарантираме тоа за неа, пошто дополнителен тригер. Дали апсолутно ние знаеме каде она ќе се врати? Дали ќе ја прашаме имаш каде да одиш или ќе се вратиш кај него дома? Нема да ја прашаме, тоа ќе биде по службена должност, ќе мора да се гони. И нема да зависи од тоа дали она има каде да отиде или нема каде да отиде. И тука ги ставаме жртвите во многу голем ризик. И исто така имаме ризик да значително се намали бројот на пријави. Затоа што, знаете како, понекогаш пријавувањето во Центар за социјална работа и во полиција, тие го прават за евентуално да покажат малку сила и храброст кон него, дека ако продолжиш да ми го правиш ова, ќе те пријавам, ќе одиш во затвор. Но во тој момент точно, кога го пријавувана, не е спремна тоа да го продолжи како процес. Не е спремна да се раздели од него, независно што е насилник. Не е спремна од многу причини, нема да навлагаме сега кои се точно тие причини. Но никогаш е само незиниот начин да се справи со насилникот. Да не речам во наводници да му се закани. Дека еве и она има како да се заштити. Да, но тоа не е правиот момент. И сега ние ако речеме пријавата ќе оди по службена должност, замислете што се колку жени ќе се пријават и ако досега 10 пати размислуваат пред да влезат во институција, сега 100 пати ќе размислат пред да влезат во институција. Јас имам едно прашање, дали мислите дека ако пријави нема да биде изложена на насилство кога ќе се врати дома, визави ако постапката продолжи, тој биде соодветно санкциониран? Тоа е низина процена, она знае. Чим она дошла да го пријави? Тоа е низина процена, знае дека ќе се врати дома кај него. Ама е низина процена до каде он може да отиде и до каде не може да отиде. Не можеме ние да го земеме нивниот живот во наши раце. Мора да ја ставиме некаква слободна волја за одлучување. Нешто мора да биде по низина согласност. Јас нема да се сложам во однос на ова. Добре. Искрено мислам дека гонењето би требало да оди по службена должност, затоа што, меѓутоа, пак ќе кажам, сите институции на системот да се спремни од тој момент кога ќе го пријави насилството, прво што ќе направат да ја заштитат. И па добро, доколку тој услов е исполнет, и јас се согласувам, апсолутно. Во суштина,
Тоа е проблемот во пракса. И сега, како да кажеме, ако некое такво насилство пријавено па повлечена пријава, па пријавено па повлечена пријава, ескалира со фемицид како најекстремна форма на насилство, тоа што ќе речеме, институциите на системот ја убија жртвата? Не соодветниот одговор? Затоа јас сметам дека не треба да биде оставено во диспозиција на жртвата, особено, пак ќе кажам, тоа го кажав и во една друга прилика, прво Истанбулската конвенција има изречна одредба која што вели дека не треба да биде оставено на волјата на жртвата нејзината заштита. А од друга страна има веќе и одлуки на Европскиот суд за човекови права во кои што државата е констатирано дека ја повредила конвенцијата со тоа што оставила да биде да зависи од волјата на жртвата кривичниот прогон на сторителот на тоа насилство. И се работи за предмет каде што насилството ескалира со фемицид. Лично сметам дека не треба, особено што имаме едно условно кажано полесно кривично дело за грозување на сигурноста, да го кажам јас, каде што а тоа не зависи од службена. волјата на жртвата. Господјо Ѓако, какви се вашите мислења на темава околу гонење по службена должност, меѓутоа и да се осврнеме со следната тема околу стереотипите кои што ја начнавме и тука во студијата? Obe ove teme koje ste spomenuli su jako bitne i usko povezane. Svako lice ima pravo na svoj izbor. Međutim, ukoliko to lice odrasta u sredini koja je podložna stereotipima, moramo razumjeti također da utjecaj tih stereotipa, tradicije, osude društva će utjecati na njenu odluku. Stoga, kako bismo zaštitili žrtvu, kako bismo zaštitili da ne dođe do najtežeg oblika rodno zasnovanog nasilja, mislim da država mora imati proaktivnu odluku u zaštiti njenog integriteta i njene ličnosti. Kao što je sutkinja spomenula, na kraju krajeva to je i obaveza svake od država potpisnica Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i već smo imali jako veliki broj presuda koje su vrlo oštro kritikovale države da nije poduzela sve što je bilo u njenoj moći kako bi zaštitila žrtvu. Tako da tu imamo slučajeve Opus protiv Turske kao jedan od možda poznatijih slučajeva gdje se upravo država kritikuje zato što nije poduzela aktivne mjere kako bi zaštitila život podnosioca apelacije. Tako da moje mišljenje je da uzimajući u obzir istorijski kontekst, stanje u društvu, svaka država u ovom momentu mora imati proaktivnu ulogu u zaštiti žrtava. Jer kao što je i naše istraživanje do sada pokazalo, upravo ti stereotipi koji postoje u društvu, tradicionalna vjerovanja, osude kako unutar porodice, tako unutar društva, vrlo često utječu na način na koji će se osoba postaviti u slučaju kada je žrtva rodno zasnovanog nasilja. Tako da imamo veliki broj neprijavljivanja zbog srama, osjećaja srama, zbog osjećaja osude od strane društva, samim tim načina na koji se tretira kako u sudnici, tako tokom postupka ispitivanja. Tako da zbog svih ovih faktora vrlo je bitno da država ima rodno osviješten i senzibilan pristup u ovim slučajevima. Колку стереотипите, освен на храброста, условно на жртвата да пријави, да побара заштита или помош, влијаат и понатаму во процесот, во правосудниот, во винителство, во судот? Кажа судиката еден пример
предходно, бидејќи, еве, за Кочанскиот случај повторно ќе се навратам, кога колегите правеа репортажи, истражуваа што се случувало, не добија впечаток дека жртвата има емпатија. Коментарите одеа до таму дека самата испровоцирала, самата придонела на крајот на денот, дека самата е виновна за тоа што се нашло. Колку, според вашите истражувања и согледувања, колку овие стереотипи влијаат и во институциите, односно во кај обвинител, судија, кога ќе стигне предметот до таму? Definitivno sve ovo što ste spomenuli ima jako veliki utjecaj na ono što se dešava u samoj sudnici, ali i prije nego što sam slučaj dođe u sudnicu. Već sam spomenula da čitav ovaj splet okolnosti i samo društvo u kojem živimo utječe na to da vrlo često slučajevi rodno zasnovanog nasilja ostaju neprijavljeni i da čak i kada žrtva skupi dovoljno hrabrosti i odluči se na taj korak da prijavi nasilje, vrlo često u policijskim stanicama dobije, ajmo reći, jedan vrlo onako obeshrabrujući odgovor u kojoj joj savjetuju da se strpi, da je to ipak njihova privatna stvar, da policija tu može vrlo malo šta učiniti. Tako da na taj način službenici koji provode zakon mogu prvenstveno odražavaju svoje stavove vezano za ove slučajeve, a s druge strane suptilno vrše pritisak na same žrtve da se pomire sa počiniocem radije nego da pokrenu pravni postupak. Također, stereotipi i ovaj način razmišljanja smo primijetili da postoji pri donošenju samih sudskih presuda, tako da vrlo često imate detaljne opise o tome šta je žrtva radila, kako se je ponašala, kako je bila obučena, koje apsolutno nisu i ne bi smjele biti relevantne za sami slučaj. I sve to skupa, kao što sam ranije spomenula, ima utjecaj na visinu kazne koja se izrekne počiniocu. Mi ne smijemo zaboraviti da pravosuđe kao jedan jako važan stup svakog društva igra vrlo važnu ulogu ne samo u pružanju pravde, već i u oblikovanju samih društvenih normi i samim tim kroz isticanje osuđujućih presuda sa visokom kaznom pravosuđe svake države šalje jako snažnu društvenu poruku o tome da imaju nultu toleranciju na rodno zasnovano nasilje. I to je nešto što ne smijemo zaboraviti u bilo kom slučaju. И уште нешто тука пред да ви се заблагодарам за вашето вклучување, како ова сето тоа да се подобри, како да станат родово сензибилни институциите, луѓето кои што работат во институциите, како да се освестат родови форуми, конференции или едноставно се работи до личните сваќања? Da. Jako dobro pitanje i definitivno nešto što ER centar kao organizacija, a i vaši gosti žive svakodnevno. Mnogo je načina o tome šta se može promijeniti i unaprijediti i definitivno sve vaši govornici, a i ER centar jako mnogo radi na tome. Prvenstveno imamo o tome momenat razmjene regionalnih iskustava i upoznavanje pravosudne zajednice sa posljednjim presudama, odnosno odlukama Europskog suda za ljudska prava iz Strasbura. Te presude definitivno šalju vrlo jasnu poruku o tome kako pravosuđe može i treba da unaprijedi svoj pravosudni odgovor u slučajevima rodno zasnovanog nasilja.
S druge strane, sami postupci u sudnici, trebamo da ih pomjerimo od toga da su mnogo više usmjereni na samu žrtvu i da se svi postupci koji se dešavaju u sudnici budu prilagođeni mentalnom i psihološkom stanju žrtve, pa tu govorim o davanju iskaza na daljinu ili da postoje neke zaštitne mjere koje će ohrabriti žrtvu da što otvorenije govori tokom postupka, a s druge strane nećemo je retraumatizirati tokom samog postupka. S druge strane, govorili smo i o ovim preventivnim mjerama, odnosno zaštitnim mjerama, kao što su izdavanje zabrana približavanja i naravno praćenje samih tih zabrana približavanja. Druga jedna mjera jeste izricanje pritvorskih mjera u slučajevima kada tužilac, a i sudija donesu odluku, odnosno procjene pa donesu odluku da postoji opasnost o tome da će doći, da može nasilje eskalirati u mnogo veći stepen nasilja i da bude mnogo opasnije po samu žrtvu. A iskreno rečeno i sve ovo što vi radite, čak i kroz ovu emisiju, donosi tome da društvo razumije da rodno zasnovano nasilje nije privatna stvar, da rodno zasnovano nasilje nije nešto što se dešava samo u izolovanim zajednicama tamo negdje daleko od nas, nego da se to dešava svuda oko nas i da moramo biti spremni da kao društvo i kao pojedinci vrlo aktivno prvo ga znamo prepoznati i drugo znamo reagovati na najbolji mogući način. Очигледно остануваат уште многу предизвици за сите земји од Западен Балкан. Јас ви благодарам што одвоивте време и што бевте дел од вечерашната 24 анализа. Hvala vama. Ние имаме уште неколку минути за завршни поинти, се одјавуваме. Јас мислам дека најголемиот дел ги чепнавме работите, Демишевска. Јас кога побарав пред оваа емисија статистика од МВР, какви се нивните статистики во однос на фемицидот, добив статистика од убиство, телесни повреди до прекршоци и така натаму, меѓутоа не една бројка за фемицид. Какви се вашите статистики? Не може да има бројка за фемицид, пошто не постои прво како термин и апсолутно не може да се брои, пошто не постои. Мислам, не постои во нашата законска легислатива како термин. Бројките се такви какви што се неколку години, со години наназад, од година во година се зголемуваат, пријави има. Она што треба да го запомниме е дека се пријавуваат само 2% од случаите на насилство и да речеме ако во просек според Министерството за социјална работа, демографија и млади минатата година имало околу 1400 и нешто нови случаеви на семејно насилство, пошто исто така водат статистика само за семејно насилство, и тоа се само 2% од вкупниот број на случаи насилство и таа статистиката. И на крајот на денот не мораме да зборуваме секогаш за статистика, затоа што тоа е нешто што веќе е познато и на глобално ниво и кај нас, дека бројот на пријави е значително мал и значително помал од реалната бројка која што постои. Така да поработиме на тоа, да го поттикнеме насилство, да го поттикнеме пријавувањето, но да го поттикнеме пријавувањето преку овозможување на соуфатна заштита за жртвите. И само една реченица сакам да споделам, имавме утрово еден настан каде една од колешките која што беше присутна рече шампиони сме во регионот во однос на националната легислатива, и тоа е така. Апсолутно мислам дека во регионот имаме најдобро законодавство по однос на ова прашање. Но ајде да пробаме да станеме шампиони во однос на имплементацијата на истото тоа национално законодавство. И тогаш бројот на пријави ќе се зголеми, нема да се намали.
туку ќе се зголеми. Андоно? Јас само би додала во тој контекст дека треба да се работи на понатамошни обуки. Затоа што веќе дојдовме до еден заклучок, до една констатација дека се уште кај повеќето припадници на институции родово базираниот мотив е непрепознатлив. Така што обуките, токму во тој дел, во таа насока, може би помогнале во делот на надминување на евентуални присутни стереотипи, би помогнале во реално согледување на она што е потребно во поглед на градење на еден предмет со соодветна правна квалификација, кој што би завршил со соодветна судска одлука, и би посочила дека треба да се внимава повеќе на објективните критериуми и контекстот на случување. И да, точно е, отсуство на статистика, односно мерење, методолошко на сите овие пријави е евидентирано и може би во тој дел треба да се работи, затоа што проблемот можете да го согледате и да најдете решение само ако се соочите колкав е навистина тој проблем. Јас комплетно се согласувам и нема да се повторам со обвинителката, ниту со Димушевска. Она што мене ми остави впечаток е да поттикнеме пријавување на насилство. Како да го поттикнеме? Ние мораме да ги едуцираме и жртвите да знаат што е тоа се што е казниво и што можат да го пријават и да знаат каква заштита можат да добијат во текот на постапката. Споменавме притвор, споменавме мерки на привремена заштита, споменавме давање исказ еднаш пред обвинител, снимање и веќе не појавување пред суд за да се избегне ревиктимизација. Меѓутоа, она што сметам дека може да даде добар ефект е и да се едуцираат жртвите што е се она што тие не треба да го трпат, затоа што ние сите патиме од длабоко вкоренети патриархални ставови, вклучувајќи ги и жртвите. Неретко се случува тие да се жртви на психолошко насилство, дома да се континуирано навредувани, подценувани, психички малтретирани, а тие тоа да не го препознаваат како насилство, затоа што е тоа замка и тие мислат дека така треба да биде и така треба да изгледа еден брачен или семеен живот. Така што пред се да ги едуцираме жртвите, да знаат кои се нивните права, да знаат каде и како можат да добијат заштита, а потоа да се активираат сите правни професионалци, институции на системот, за да жртвите се заштитат, а сторителите соодветно да се санкционираат и да се превенира фемицидот на крајот од денот. На крајот, само кусо, јас морам да го искористам вашето присуство денеска во 24 анализа, бидејќи ретко имаме можност активен и актуелен судија да седи на оваа маса, ни дека не се поканети. Во моментов е бурајна околу судството и сето тоа што се случува по изгласаните интерпелации на делочленовите на судскиот совет, кои што се избрани во собранието, од собранието, секојдневни повици од функционерите на власта и политичарите за оставки, како го коментирате тоа? Ние сите како граѓани на оваа држава пред се сакаме владење на правото. И како професионалци, и како граѓани секогаш зборуваме за владење на правото. И сега што значи владење на правото? Почитување на уставот и законите и еднаквост на сите пред уставот и законите. Нема да коментирам оставки, затоа што тоа е личен чин, апсолутно. Меѓутоа, јас сум сигурна дека се што ќе се преземе, ќе биде согласно уставот и законите и ќе се почитуваат уставот и законите, затоа што на крајот од денот носителите на било која од овие три власти треба да бидеме и пример пред граѓаните како треба да се почитува устав и закон. Ви благодарам што вечерва бевте дел од 24 анализа. Почитувани, вам ви благодарам на вниманието. Наречеш возилото.